Добро вечер, драги мои. Македониум ви вели добро вечер и ве кани на дружење на редниот час од еден малку специфичен амбиент. Драго ми е што нашето студио вообичаено, како за секој Македониум, вечерва го заменуваме со домот на нашиот вечерашен соговорник, кој не покани, а ние многу срдечно ја прифативме поканата, бидејќи е навистина задоволство да се разговара во секоја прилика, па и вака јавно, со еден голем македонист, еден човек што огромен дел од својот живот поминал во истражување на македонската вистина и во нејзино пласирање секаде каде што било можно. Вистинска инспирација да говорите со него на македонски теми, а вечерва за во Македониум јас ќе го замолам онака како што му доликува на неговата професорска елеганција, да го свати ова наше вечерашно дружење како едно предавање за сите нас, почнувајќи од мене. Му велам добро вечер во Македониум на професор доктор Ташко Белчев. Луѓето на кои им е важна Македонија го знаат неговото име. Што вие сте го правеле со години наназад, професора ве прави стручњак полонист или стручњак русист или славист. А всушност сте еден од најголемите македонисти, да. Дали е исто така македонизмот во овој случај склоп на овие три? Да. Или е на возвишена фаза или ниво кое треба да го достигнеш после овие претходниве фази? Јасно. Видите, македонист де факто за сите словени е древната славистика, најдревната славистика. Тие се разбира до вчера сметаа дека најдревната славистика започнала со Кирил и Методий, тоест со јазикот на солунјаните или солунчаните. Така? И до денес. Да. Така? Да. Тоа веќе нема чудење. Но ние денес вршиме револуција. Ние имаме пред Кирил и Методий едно 6 до 7 милениуми Македон, Бог, син и внук, кој ја запишал сета ова работа, тоа е Орфеј, така. А синот бил Бер. И сега, зошто да не чуде нас дека со името Бер е послана целата Европа? Берлин, Берлина, Берати во Албанија, Берово во Македонија, Бер во Егејска Македонија, а Бер е син на Дзеус, на Македон, а Македон е син на Дзеус. Што е сега пак ова Дзеус? Дзеус е тоа што за сиот или скоро сиот индоевропски свет Бог. Но името му е Сонце. Звезда. Латинците ја направија Деус. Грците ја направија Феос. Етимологијата е кај нас. Дзеус. Самиот овој факт зборува дека митологијата така е голема наука. Тие што знаат да ја читат и да ја
проучуваат, како што можам тука да го срамнам еден германски, може би во наводници германски пород, така Макс Фасмер напиша книга, 41 година издали за време на Хитлер. Така. И пишува Словените во Грција. Не македонците. Словените во Грција. Зошто? Затоа што тој најде на армија топонимичари, ономастичари, така, или да ги земеме сите поред, како што е оронимија, нисонимија, полинимија, тоа се имињата на горите, на водите, на планините и така натаму. Така, нема ништо арапско. А грците потекнуваат од кај арапите, дојденци. Но тие беа толку мало, што за 2 века неполни беа стопени. И остана името на ахајците. Така. И до денес во Атина, да речеме, и целата околја, тоа е Ахаја, така, или още го имаме целиот Пелопонес. Што значи Пелопонес? Грците не знаат. Иако тоа е стара Грција. Пелопонес, Атика и Беотија. Така. Сите имиња древномакедонски. И корен, и основа. Така. Да земиме, например, рековме дека најстарите така некаде почнуваат, она наша митологија, така од теменидите. Затоа што Добитола за време на неговиот живот Филип II ја подигна споменот градот Хераклеја. Што значи град Хераклеја? Хераклеја е името на Херкула, Хераклеј, Ираклеј, многу имења повеќе имаше. А тоа што значи? Човек, јунек, кој сите чуда ги вршил со РК. Со рацете. Да. И од тука гледате дека македонците се начело на таа митологија на која покасно на некој начин ќе надоврзат со изопачувања, со некои што... Вие велите на едно место Олимп и нашите богови беше наш до 1913. А тоа беше вчера во едни историски размери земено, нели? На иднина, минато, не знам. Па видите, Македонија постои од кога се појави меѓу боговите богот Македон. Така. Тоа е македонски полуостров. Не им конвенираше на политичарите, тие што го делија светот. Така. И затоа мина на една теорија, ни твоја, ни моја, наречена нордистичка. Дека цивилизацијата прво се развила во Германија. Дори го нашли и соодветниот човек таму, за да докажуват. Но сето тоа е празно. Германија е послана со македонска топонимија. Вие, освен сите тие истражувања околу јазикот, топонимите, околу дијалектите, околу она што е останато како артефакт еви до ден денешен, го надополнувате тоа и со едно познавање на митовите. Ние многу малку знаеме за македонските митови, ќе се согласите, професоре? Митовите... Што се митовите? Кои ги знаеме? Оние што останале да не ги раскажуваат нашите баби? Па видите, јас на митовите посветив 12 томови. Кој ќе имате време, стикајте, 12 томови. Првите 4
успев да ги издадам кај Профа компани, додека другите се само заведени, така, во библиотеката. Нема пари, тука сме во криза, луѓето, потоа нашата тематика, мислам на античните македонски, тие имаме друштво такво, така. Тоа е за ограничен број луѓе, така, и тоа луѓе начитани. Никако ти не можеш да му кажеш на еден, да речам јас среднист или што знам, од некој факултет кој нема врска со филолошките науки, така, тоа те смета за чукнат. Да. И нешто повеќе. Вие сте архивирале и сте оставиле она што е резултат на ваши долгогодишни истражувања. Кој беше моментот на иницијација, може би да... Ве разбрав. Да. Да. Повелете. Јас како студент на Варшавскиот универзитет првата година бев на така наречената журналистика. Така. Таму веднаш се разбира, оти источните земји имат многу. Ако ви кажам дека имавме 27 предмети, така, што требаше за 4 години да ги минеме, плюс една магистериум, 5. Најдов на, тоа е период на романтизмот, најдов на драма Лила Венеда. Тоа значи Лила од Венедите. Така. А Венеди во овој случај беа русите. Тие си го задржа и до денес тоа име Венеди. Така. Сите северни таму германски племиња и други ги викат Венеди, а не руси. А Венеди и Венети тоа е едно и исто што ја изградија Венеција. А Венеција ја изгради синот на она која се роди во Тернскиот залет, така, Афродита. Но со името што го има етрурците и венетите во Италија. Италија вчера го доби тоа име, ако се еме прош. Тоа инако беше Етрурија, западната страна, а источната страна беше Венеција. Рим не изграден од римјаните. Тоа е се во митологијата. Да. Каков пример? Да ви давам друг еден пример. Еве, например, се нафатија некои наши малцинства тука, вика, ние сме потомци на илирите. Илири. Илирида. Древномакедонска провинција, така, која значи подзбор, така, идолопоклоници на сонцето. До денес грците сонцето го викат Илиос. А и ние го имаме Свети Илија. Така, останат во врш. Грците го зедо од нас и го зачуваа како име. А кај нас отиде на сонце за сите словени, така, но и тоа е Солун. Имаме и Бог Солун. А ние од Богот Солун за Богот Солун изградевме и споменик Солун. Тој Солун е пренесен од така наречениот Ди, Дзи, Дион и Солун. Како што го уривале. За мене, например, Троја е градот Дзи, а тоа е град споменик на Дзеус, на сонцето. А земјата се викала Илијада. Подзбор на древномакедонски Илијада значи сончевина. Ние исто така би можеле и нашава денешна оваа на која што се уште газиме, да си ја викаме така. Меѓутоа Илијада, кога ја спомнавте, велите исто така дека
Илијадата е пишувана на чист македонски. Да, не само македонски. Јас го определувам. Анализи на таа тема. Да. Па дајте нешто малку професор. Така, например, за Хомер, за Хомер, викат дека на грчки тоа значи Хомер Омирос, што значи слеп човек. Човек кој пее, слеп. Така. Како можело слеп човек да напише колку е таму 1500 или 2000 страници заедно со Одисеј. Да. Илијада не е напишена од Хомер, туку од хомеровци. Таа е собрана и кога веќе тука имаме еден прекрасен доказ од еден руски академик за ова прашање, тоа е Историја старожитни Греци. Превод од руски, така на полски јазик. А тоа значи, да, историја на старите Грци. Да. Видите, ако може ова камерата да го фате, само ова. Ова е 6 век, кога грците се уште војувале во островите, а ова е еден од тираните, Фемистоклис Фреариос, но тука е Темистоклис Фреариос. Како можат грците сега да се пофалат дека ги описмениле словените, кога во 6 век, така, тие уште го немат заокружено. Уште се со цртици и рески. А тие цртици и рески во своите тетратки ги има Ломоносов. И денес името го носи Универзитетот Московски Ломоносов, кој вели дека словените не се описменити од грците, како што тврдија. Така, словените си имале свое древно писмо. А тоа добро го разбра Путин. Кога беше во Атина, ги види музеите таму и му понуди да се подпише. Зашо да ви се подпишам? Па тоа не се ваши, вика. Американските класичари денес, тие шо работат во ова област, тврдат дека во грчкиот јазик има толку многу арапизми, што ние грците не можеме да ги вклучиме во европејските народи, тоест во индоевропејските. Така, што значи тие имат потекло арапско. Но тука се и русите, кои викат еден народ кој има 80% словенизми во корените и основите на зборовите, не можат да не бидат европејци. За некои луѓе е се јасно, за некои луѓе се било јасно одамна, за некои луѓе може би допрва ќе стане се јасно кога станува збор за Македонија. Меѓутоа факт е дека хаосот што го следи зборот Македонија следи многу генерации, како стил на перцепирање на себе си. Јасно. Пред 40 години и неколку дадов еден елаборат, така, и предлагам да се предава древномакедонскиот јазик. До денес од нашиот универзитет немам одговор. А тоа е речи пред половина век. Тоа што значи? Тоа значи дека некому пречи тоа. Знаете ли вие што значи зборот Македонија за нив? Така? Па пред да умре дедо му на овој Ѓорги Папандрео, така, со Тито беа многу блиски, така, рече, ако признаеме ние Македонија, што ќе остане за нас? Нема ништо за нив. Тие дошле, за 2 века се стопиле и сето друго е дело
на политичарите од Европа. Пред се германци, французи, англичани. Затоа што еден од гениалците военни раководители, австриец беше, ако не се лажам, но германец, германско племе, тврди, кој ќе ја има Вардарската долина, тој ќе го има Балканот. А русите од секогаш така биле тука присутни, војувале, така имаме ние армија тука, луѓе од потеклото, фронтот Солунски, така наречен од Првата светска војна, така врви над Бигорското езеро. А тука е моето родно село. И жените, едни што биле влюбени во руси и бугари, им носиле вода за пиење од езерото, а тие што ги сакале србите и французите, им носиле вода на западната страна да пијат. Сега се јавува друга една исто антагонистичка сила, ми се чини, кога станува збор за македонизмот, која овде одвнатре сака да не убеди во нешто сосема спротивно од она што македонистите го имаат како своји постулати, например, дека многу грешат оние што мислат дека имаат антички корени денешниве македонци, дека се почнува од 6 век. Па ако добро следиме и ако бидеме искрени до крај, тоа е толку многу добро поддржано и подкрепано, дури и од високите институции во држава како што се МАНУ и така натаму. А вие велите во едно место многу убаво, секој што ќе помисли да стане академик треба да знае неколку јазици, меѓу кои вклучувате тука и руски, и полски, и не знам кој друг ќе ни кажете вие. Меѓутоа, што сега со таа каша? Ајде, да. Видите, тоа е вака, повеќе јас чув со своите уши во парламентот, од пратеници, не сакам да наведувам ни нација, ни малцинство, ни ово, но такви кои со прстот покажува, вие сте од заткарпатските мочуришта, така, и тамо ви е местото. Значи тука ние не сме според нив родени, така, а тие што дошле вчера и бе описменети пред 70-80 години во Битола, така се илири. А илири значи идолопоклоници на сонцето. Па секој го сака сонцето. А Македонија е сончева земја. Да. Ние никогаш нема да имаме мира, бидејќи и Тројанската војна, и Првата светска, и двете Балкански војни, и Втората светска, и потоа војната наша граѓанска, така наречена грчка, а де факто сето тоа, мислам, се водеше во Македонија. Така и тоа само во еден дел од северниот. Костовско, Левинско, Воденско, така долу под Олимп не знаеа дека има војна во Грција. А тие вика дека тоа е слободна Грција за нас. Ние ќе се смириме само тогаш, како народ на Балканот, ако е паметна европската дипломатија и безусловно не вклучи сите во Европа и сите да бидеме европејци. А ова што го зборуваме денес тука, да го оставиме на научњаците. Нека се расправат тие натаркалезни маси и да не ја мешаме политиката со науката. А и тоа го чув. Дека науката може да биде само слугинка на политиката. Нема па нели велат, историјата ја пишуваат победниците, а победниците мора да биле некакви политичари, нели, на крајот на краиштата. Така. Може ли да ве прашам, колку е тешко во Македонија да се биде македонист? Тоа само јас можам да ви кажам. Да.
Јас бев принуден да го викнам врховниот судија, Бранко тука е над мене живее, гледајте, викам, таму ми завршуваше, а болен бев јас тога, ми требаше шетање. Таму ми пишува крстови, гробови и еден смелец напиша, тука ти е границата на тебе. Бев преследуван до таа степен за ништо друго, туку за тоа што се занимавам со наука. И сега имаме предлог. Некаде го имам книжето. Ќе заборавите се што е наука, ако ја прочитате ова книга што ја готвиме ние. Која готви, не знам. Науката долу. Нема наука кај што има граници. А ние трпиме од времето на еден нерани мајко, кој со грст војници стана отиде да шета во Индија и ако го имаше умот на татко му и заминеше на север, Европа денес ке беше Европа што го доби прв пат името тука, кога Дзеос со роговите се претвори златни, така, таков бик, и ја излажи Европа, Европа се качува на грбот и тој ја носи во Диктејската пештера. И од тогаш веќе почна Европа, тука е името. И сега ние сме вон Европа. Пак чекајте ве луѓе, како? Кај сме ние? Да. Вие сте еден од оние александристи кои би го карале Александар. Мисли, че не? Или оние македонисти кои... Не само. Не само. Најголемите грешки ги направи тој, но затоа не прослави во светот како македонци, гениалци, така стратези и така натаму, но... Ние оставите жената и брендот на македонското. Да, точно е. Да. За нас остана само ова. Римјаните толку се исплашија од два грста македонци, така се исплашија и во една од моите книги ја имам картата за време кога тие ја владеја, римјаните мислам. 4 шарки вака, без право едната шарка да биде премината од македонец на другата, брат со брата. Пред се ние да бидеме европејци, да, европејци, а потоа чувствувај се што сакаш. Или да бидеме мала Америка, да речеме. Така. Да. Кој живее во Америка е американец. Грците веќе тоа го спроведува. Кој живее во Грција е грк. Таму нема ни еден македонец. Да. Една од вашите големи дела би рекла се вика Македонија 9 милениуми писменост, цивилизација и култура. Да, беше првата тетралогија беше 4 милениуми, така? Така. Да. И како еден ми вика преку ноќ ги напле. Тоа не е моја заслуга, бре. Тоа е заслуга на палеоархеолозите и палеолингвистите кои од откриените надписи ги дешифрира. А меѓу нив е така гениот Васил Илјов. Значи, ова ја должам јас на Васил идејата за 9 милениуми на напишани материјали, бидејќи јас се расправам веќе и од лингвистички аспект, и од митолошки, тамо ќе најдеш, и од хомеролошки, се што е поврзано за ова. Но за таа тематика, да можеш да работиш, треба да знаеш 5 јазика грчки само. Така? Еве го. Затоа го донесов и ова тука. Голем, збиен лексикон на грчкиот јазик. Влегуват тука сите оние елементи, така, значи секоја група грчка имаше и свој јазик. Како можело еден јазик да биде составен? Ги собрал сите, само изоставил еден. Јазикот што го бараше Филип од нив,
да направиме ние општи јазик. Тоа се вика на грчки кини глоса. Така, општи јазик. Оставате еден трезор, професоре, зад вас. Верувам дека трезоров ќе се надополнува, меѓутоа оваа диалектика што од првото до последново дело се провлекла во македонскиве работи, што е најважно според вас, најсуштински, што ние пред очи цело време, а не знаеме да го откриеме, да го одгатнеме, да го дешифрираме? Да ги разврзиме раците на учените. На крајот излегува дека прво оспорено ни е едно основно човеково природно право да се чувствува онака како што му налага неговата перцепција за себе и за светот околу себе. Второ, ни го оспоруваат и правото на културно наследство, со тоа што има дилеми околу континуитетот на македонската точно македонското културно наследство преку сите можни сфери. И сега на крајот излегува дека и ние самите овде меѓу себе си се јадеме, си се разјадуваме на истата таа тема. Разбрав. Повелете. Во што е работата? Јас уште пред да се пензионирам, а тоа е пред 25 години, така, бев поканет како визитинг професор во Германија, во Хале. Да. На оваа тема. Кога сите студенти особено така беа возбудени, одвај ги смири професорот Шмидт. Вика, немојте бе, овие работи не се за вас бе. Овие работи се за таа така за маса. Така. Но човекот веднаш ме стави во неговиот трабант и ме прошета низ целата источна Германија. Сите градови до еден. Вика, дури и полето тука што го гледате. Секој ендек, секоја тумба, секоја бразда си го има своето име. А тоа е винско. А во Германија и денес имаме живи винди около 180.000 во Будишини и околијата, а таму имам и еден пријател поет кој се интересираше за полумистиката, се запознавме во Варшава, така. И еден ден излегувам јас од Охридското езеро, кога пред мене со брада одвај ми вика, Ташко. Да, му викам, Ташко. И одвај, Ташко. Тие луѓе, јас им реков, вие сте антипод на грците и на сите други балкански народи што ја барате вистината. Да. А таму ако овие работи ги чујат, тебе ти отиде главата, готово. Татко ми, например, напиша, еве, тука имам 2 книги, беше од него припејани, тука ќе ги најдеме. Та. Еве се, еве. Ове се дела на мојот татко, дај го. Офицер грчки, што кога војуваше во Турција, 21 година. Така. Тука е дедо ми, а тука сум јас. Татко ми беше осуден на 202 години затвор, а го убија на 53-та година. Македонските приказни имаат еден специфичен призвук, ми се чини без оглед од кој век датираат. Меѓутоа,
како сето ова како македонска вистина, велите сте биле визитинг професор на разни универзитети, на разни факултети по светов, по Европа особено. Треба ли уште да чекаме да дојде и да созрее времето за да ја пласираме таа македонска вистина на вистинскиот начин? Ма треба на секој начин. Тоа би требало да го прават сите телевизии. Така, барем нашиот народ да го освестиме. Јас ќе ви кажам само еден пример во Канада, што ми се случи, например. Така, во црквата, Свети Климент Охридски имат голема сала. И бевме тамо собрани. Се држи се, разбира, предавањето, а сите мои предавања завршуваа со тахикардија. Крај мене имав докторка, моја студентка. Така, и не знаат меѓу себе што да речат, што да прават, неписмен народ. Отишол тамо да си го вади лебот. Така. Викам, немој да се јадите. Гледајте вие на каков јазик зборуват вашите синови, а да не речам вашите внуци. Вие сте тука веќе асимилирани. И името барам, зачувајте го. Да. Нас не има 11 милиони диаспора. 6 милиони ние имаме само во Турција. 3 милиони имаме во Бугарија. 2 милиона имаме во Америка, Канада и Австралија. Тоа е голема вистина. И тие сакат да дојдат, да се вклучат во нашиот конгрес, кај што членувам и јас. Така, и не им дозволуваат. Кој не им дозволува? Кажи да ти кажам. Обично сите здруженија од една таква македонистичка провиниенција завршуваат исто. Ке се основаат многу ентузијастички и потоа заради суети или не знам кои причини многу брзо тоа се распаѓа и се разводнува во некаква, нели? Тоа не е само здружењата. Имаме и партии. Еден пријател на мојот син, професор во Тетово на универзитетот, заедно тие членува и тој направи партија. Му вика, колку души имаш ти во таа партија? Абе, Исус Христос имаше 12 души, ама еве го до денес царствува. Не знам дали да ја бараме на друго место причината. Секој македонец кај нас, за жалост, денес е и партија. Секој има свое ова, па тие што се здружиле на Петоши, се растуриле. Тие не се растурат, тие сами се распаѓат. Така. Единствено здружење кое трае, така, и имаме голема дејност, зборувавте со со Стојановски, така, ви рече Стојановски каква дејност развиваше во Салон 1919, така, сиот свет тамо што идеше беше восхитен, се ова беше ново. Не се радувајте многу, викам. Една птица или две пролет не носат. Тие само наговестуват. Па бевте, може би, навистина и фактички тие што ја наговестивте таа македонистичка пролет, ако станува збор за 93-та, нели, откако почна да функционира едно здружение на едни и првата книга, визионери, би рекла. И првата книга од тетралогијата е 94-та година. А беше напишана пред 20 години. Што би им препорачале на овие луѓе македонисти како резултат на вашето собствено искуство? Да. На овие луѓе... На новите македонистички генерации, би рекла. Да. На овие луѓе би им препорачал да се настојчиви, така, да го чуваат тоа свое народно, мајчино, татковско во себе, но нека не заборават дека тие се европејци.
Значи, според вас, главниот филозофски македонски проблем ќе биде решен со техничко решение на Точно е. отварање на границите, на спојување на една енергија кон својата матица, би се рекло, и преоѓање во едно повисоко ниво. Е тоа повисоко ниво, што после, морам да прашам еден човек како вас, кога една расцепкана енергија ќе се обедини, таа треба да се насочи на вистинскиот начин. Па еве, сега викат дека, тоа барам ми го кажа постариот мој син Толе, кој предава македонски јазик на Тетовскиот универзитет, така, дека таму ме ставили дури во спискот како истакнатиот, заслужениот древен македонист. Аз сум бил древен македонист, кога не дава таков предмет. Јас пред малку спомнав дека се предложив така да одам за тие што сакаат, не како задолжителен предмет. Така. И до денес нема одговор. И не само што нема, туку што ме видат вртат, да не ме речат добар ден. Меѓутоа, сакале да ви речат или не, решението е тоа. Кога ние нашите нови генерации македонски ќе ги растеме со вистината, со тоа сме го направиле последниот чекор од таа една голема македонистичка идеја, би рекла, нели? Да. И видите сега, македонистичката идеја нема да умре, како што, да речеме, умреа стотици винди со имења, нема пелазги, нема венети, нема етруци, нема што знам јас, да не почнам и по ситните дијалекти, кои беа исклучиво дијалекти. Гениален професор на Колеж де Франс, Адам Мицкевич, пољак по потекло, предаваше славистика. 4 тома ги имаме од француски преведени и во нашата библиотека. Тој сите јазици ги викаше словенски дијалекти. И од нив се извлекло, да речеме, нациите. Да. Но не става на прво место, бидејќи ние сме, меѓу другото, и библијски народ. Тие од кои се почнува. Затоа јас од тој аспект велам дека овие работи треба да ги решаваме на тркалезна маса. Па дури и со тие кои не плюјат. Да. Може ли мене да ми дозволите на крајот јас да завршам со еден цитат за вас од вестникот што го донесовте? А цитатот вели вака: професорот Белчев е победник не затоа што борбата за Македонија е завршена, туку затоа што во рацете го има најсилното оружје, вистината. Секој треба да избере дали ќе му се приклучи или ќе остане на другата страна од фронтот. Епа на ова ја би рекол, ако мојата прва тетралогија беше 4000 години писменост, култура и цивилизација, втората беше 9, третата ќе биде 40 милениуми писменост, култура, цивилизација. Македонска.